а како што веќе најавив, во студиото на Здраво Македонија го пречекувам и мојот прв денешен гостин. Тој е Дарко Гиговски, председател на мотоклуб No Limit. Дарко, добро утро, добро ни дојде ова утро во Здраво Македонија. Добро утро и благодарам на поканата. Така, имаме одличен хуманитарен настан кој што ќе се одржи токму денес. Ќе ги поканиме моторџиите, или ќе ни кажеш и ти дали можат и други граѓани да се вклучат во денешниот хуманитарен настан. Станува збор за Дедомраз на мотор, така и ви е настава. Дедомраз на мотор го организираме више 4 или 5 години поред. Така. Може да дојдат сите љубители хуманитарци што се, можат слободно да дојдат во 11 часот во Капиште, во средното училиште Свети Наум Охридски. Така. Која е целта? Зошто се организира овој настан и како воопшто е замислен целиот настан? Целта е да помогнеме на тие колку што можеме повеќе на тие што им е најпотребна било каква помош. Добро, на кој начин, да? Оваа година од сопствени средства на членовите и на клубот донираме телевизори, постелнини, бидејќи тие работи ни беа побарани од службите кои работат во училиштето. Така. Сите оние кои што би дошле, ќе ни кажеш и ти колкава е бројката досега, но оние кои што сакаат да дојдат, ќе ги поттикнеме преку ова интервју и овој разговор, можат ли нешто да донесат плюс, доколку е потребно? Кој што сака може да донесе, се е добро дојдено. Може да дојде било кој граѓанин може да си дојде слободно. Не мора да вози мотор? Не мора да вози мотор, ние во 11 часот ќе бидеме пред училиштето. Така. Значи, иако е Дедомраз на мотор, моторџиите само го поттикнуваат овој настан, а можат сите граѓани да учествуваат. Да, може било кој да учествува. Така. Што е она што им е потребно, Дарко, во овој момент? Дали разговаравте со директорот или директорката на училиштето, имаат ли потреби од нешто во моментов? Како што бев запознаен, беа потребни телевизор, просмукалка, постелнини, велосипед статичен за рехабилитација на децата. Така. Но можат ли финансиски средства да се соберат, да дојдат да донираат во некоја кутија финанси, доколку некој не може да донесе од... Може да дојде и слободно, значи може финанси да се донираат, нема никаков проблем, ние тие средства ќе ги уплатиме на сметката на училиштето. Така. Добро, значи сепак кој како мило, колку може да донира, може да донира токму денес, рековме во 11 часот. Спомена дека веќе 4-5 години се одржува Дедомраз на мотор. Каква е заинтересираност еве изминатите години? Секоја година расте се повеќе и повеќе заинтересираноста. Што е интересно, и повозрастните луѓе пишуваат на Facebook, на Instagram, како може, каде може, што може да помогнеме. Значи доброто е што иде на нагорна линија хуманитарната акција, да речем. Така, хуманитарен настан, да. Убаво што од година во година ви се приклучуваат поголем број на граѓани, но како одлучувате на кого ќе помогнете? Бидејќи секоја година помагате на различни институции. Секоја година помагаме на различни институции, помагаме, например, на состанок размислуваме каде што може да се помогне, одбираме училиште средно или Свети Спас црквата бевме пред некоја година однесовме пакет производи за тешко ранливи категории. Значи едноставно седнуваме, ги одлучуваме таму и таму одиме, се организираме, бараме контакт. Стапуваме во контакт и донираме. На кого му е потребна помош, таму и помагате. Колку мотоклубовите, Дарко, знаат да бидат сплотени во вакви моменти? Дали други мотоклубови од други градови ви се приклучуваат? Скоро во секој град во Македонија за нова година има Дедомраз на мотор. Тоа значи не е само во Скопје. Не, сега сме ние, последната недела се мечките од Куманово, Свети Николе, значи сите клубови, да не ги набројувам, сите клубови си организираат на свој начин настан Дедомраз на мотор. Така, тоа значи Дедомраз на мотор во Македонија, ова е на ниво на Поскоро цела Македонија се организира. Таму каде што има мотоклубови. Да. Така. Добро, одлично, бидејќи не гледа и цела Македонија, ние сме Здраво Македонија, така што од било кој град и да не гледаат, слободно да побараат дали има мотоклуб, па да се приклучат на хуманитарните акции. Не е само во Скопје. Спомена дека гледачите даваат, односно оние кои што ве поддржуваат, даваат поддршка и со хумани предмети кои што ќе ги купат, но и со финанси. Можат ли да се дозволат, Дарко, граѓаните да донираат? Има ли ситуации кога некој сака да донира, но нема финанси?
Како да дадеме поддршката? Јас мислам дека може секој да одвои барем 100 денари од денот и да ги донира за било кој, дали биле деца или биле возрастни. Не е битно, мислам дека може секој да донира 100 денари. Така. Затоа што знаеме многу граѓани кои што сакаат да донираат, но не се во можност, да речеме во 11 часот денес работен ден, физички можеби не може да присуствуваат на настанот. Па добро е, например, јас сум земал слободен ден од работа за да се организира све да биде на ниво. Така. Значи ако се сака може да се најде. Дали мотоклубот No Limit има отворена сметка на некој начин, да кажеме, кај вас да се донира, а потоа вие да ги испратите донациите онаму каде што е најпотребно? Ние си имаме наша сметка, значи може слободно кој сака да ни пише на Facebook или на Instagram, ќе му дадеме нашата сметка, ќе уплати средства, наменски ќе бидат за училиштето средно во Капештец, ние ќе ги префрлиме средствата исти на школата. Така. Веќе го споменавме мотоклубот No Limit, каде што си председател. Колку членови број No Limit? Ние броиме 19 членови. Може ли нови да се приклучат и на кој начин? Секој што сака да вози мотори, сака да дружи, сака да научи да вози, слободно може да ни контактира. Ние сме отворени за соработка со сите. Затоа сме и No Limit. Затоа сте и No Limit, значи нема посебни критериуми. Примате ли девојки, бидејќи некако све на мажите става на акцент? Имаме две членки на мотоклубот кои возат, дружат со нас. Така. Исти се како и машките. Исти се. Значи рамноправност има во No Limit. Имате ли акции покрај овој хуманитарен настан кој што ќе се одржи денес? Има ли други акции? Имаме секоја година за нашиот роден ден на 6 февруар организираме крводарителски акции. 1 до 2 крводарителски акции имаме во текот на целата година. Така. Добро, тоа значи ќе имаме повод уште еднаш да ве поканиме во новата година 2026 да зборуваме и за крводарителството. А до крајот на годината, претпоставувам, со овој настан ќе завршите хуманитарен? Па планот е така, се ако искочи нешто меѓу време, може да помогнеме на друго место. Така. Дали No Limit оди во другите градови да даде поддршка на сите оние други хуманитарни акции кои што ги организираат? Па ние одиме во блиските градови што не се одиме, али се бидејќи е ладно, ќе видиме како ќе биде. Да, доколку дозволуваат секако временските услови. Да. Така. Бидејќи сме на крајот на оваа година, Дарко, каков апел, порака, дали сакаш нешто да испратиш до нашите гледачи, да ги мотивираш да учествуваат на денешниот хуманитарен настан, кој ќе се одржи во 11 часот, кажавме? Сите љубеници на моторите, сите хуманитарци се добредојнени, во 11 часот ги очекуваме пред Средното училиште Свети Наум Охридски во Капештец. Така, одлична одјава, бидејќи веќе сме на крајот пред да ги слушнеме вестите. Јас ти благодарам што беше мој гостин. Се надевам дека уште поголем број на хуманитарни граѓани ќе присуствуваат на настанот во 11 часот. Ви благодарам. И да бидеме сите заедно хумани во 2026. Многу успех со клубот No Limit. Фала, ви благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. Така, поздрав до нашите гледачи, во продолжение ги гледаме утринските вести.